Централно издание на Дневникот на телеканал А1, добре дојдовте да ги погледнеме настаните кои го одбележаа денот. По случајот со 12-годишното девојче од Струмичко кое беше најмладата жртва во Македонија, мажите во трговијата со луѓе го вклучија алармот кај надлежните. Гостопримливоста на валандовските домакинки е надалеку позната, а вкусот на нивните традиционални јадења и специјалитети како и домашно приготвеното сладко и денес ќе ги вкусите доколку бидете нивни гости. Советот за развој на југоисточниот плански регион на последната седница донесе одлука за прскање против ларви од комарци. Со оваа превентива очекуваат помалку комарци летово. Започнуваме со Дневникот. Ако до пред неколку години само жените беа жртви на трговија со луѓе, сега и припадниците на машкиот пол влегуваат во овие ланци. Параметрите покажуваат запрепастувачки бројки, а случајот со 12-годишното девојче од Струмичко, кој беше најмладата жртва во Македонија, го вклучи алармот кај надлежните. Социјалната криза си го прави своето. Доста млади луѓе емигрираа од своите земји, но голем дел од нив станаа жртви на трговија со луѓе. Ова е заклучокот до кој дошле македонските социјални работници. Тие, иако со децени истражуваат по ова прашање, велат дека не можат против светските текови кои носат нови форми на овој вид злоупотреба на луѓето. Ако до пред неколку години бевме само транзитна земја на ваквите бизниси, сега веќе тие цветаат внатре. Параметрите покажуваат зголемување на бројките на жртвите на кои навидум се им изгледа легално, па несвесно влегуваат во ваквите ланци. Девојки за придружба, работа на море, високи плати и неверојатни заработки се насловите кои ни социјалните мрежи ги фаќаат во замка младите, но она што е најново е дека не се жртви само жените, туку се почесто и младите момци. Они си одат за убав одмор, убаво да се поменат. Прво оде едната девојка, потоа она нормално јахти, убави работи и сето тоа да следниот викенд веќе треба да земуше 3-4 девојки. Значи она не е свесна, бидејќи ние знаеме дека трговците не се луѓе кои не ги познаваме. Поголем дел од нив се нивни блиски луѓе. Има доста господи кои навистина имотната состојба им е доста висока, они ги бараат као дечко за да е придружува на одмор, меѓутоа потоа доаѓаат една другарка, уште една и додека се свести, значи и самото, нема разлика. Со родовиот биланс можеме да кажеме веќе дека сме исто како кај женската, така и кај машката популација. Социјалните мрежи се тие кои допринеле сето тоа легално да изгледа. Не само за жртвите, туку работата сега им е олеснета и на трговците. Петкова вели дека таму тие имаат голем избор. Може лесно да стапат во контакт и уште полесно да ги примамат на било каква нелегална работа. Се почнува на чат и после тоа завршува таму кај што треба да се заврши. Доста млади луѓе, еве сега матурантите, имавме една превентивни едукации дека пред да замине од државата што треба да направи, како да се заштити, се со цел да бидат предпазливи, да не влезат во тој ланец, бидејќи тоа е веќе секојдневие. Сега за нивните родители јас навистина мислам треба да се вратат да бидат пред се другари со своите деца. Не можеш ти да не знаеш кај ти е ќерката 4-5 дена. Значи со некои форми, они по социјалните мрежи, дали разголени, дали значи една друга порака дават на другиот кој може да ги бира. Значи многу е полесен избор сега, за разлика од кога почнавме да работиме на полето на трговијата со луѓе. Струмица е онлайн 24 сата. Значи градот живее. Не може ако сме ние една социјална држава да немате место вие денес кај да седнете од млади луѓе. Значи они многу побрзо го бират начино да оде оваа вечер да биде некаде со некого, па дали ќе биде 1, 2, 3, отколку да иде да поштено заработи некој ден. Случајот со 12-годишната девојка од Струмичко, која се уште се води како најмлада жртва на трговија со луѓе некогаш забележана во Македонија, укажува на тоа дека освен што нема разлика во полот, веќе нема ни конкретна возрастна граница за овој проблем. Трката за брзи пари и за поставувањето на највредните работи во животот. Невладините организации заедно со институциите и родителите сметаат дека може да се надмине само преку отворените разговори, будно следење на секојдневието на децата и блискост со нив.
Втора регионална конференција на Балканската асоциација на Сдруженијата на хотелиерите. Стотина представници на државни институции од повеќе земји задолжени за развој на туризмот, хотелиери и туроператори ќе разговараат за промовирање на регионот како туристичка дестинација. Прилог на нашите колеги од О2 телевизија Охрид. За Балканот да се промовира како регионален туристички бренд потребна е долгорочна стратегија. Главна препрека за да се оствари тоа е дисконтинуитетот во активностите што секоја државите во регионот ги презема за развој на туризмот. За да се изведе проектот на брендирање, потребно е целото општество и целата администрација да функционира на долг рок, бидејќи тој процес трае од 5 до 20 години. Поради брзите политички промени во земјите од регионот и наметнувањето на нови стратегии за развој на туризмот, со секоја промена на власта не постои континуитет од тој тип. Хотелиерите велат дека напорно работа на тој план и очекуваат наскоро Балканот да стане дестинација без бариери, со слободен проток на луѓе, заеднички програми и со очекување на позитивни економски резултати. Повеќе тие балкански тури се познати, еве да спомнеме неколку од нив што може да приметиме во последно време, нели како држави како Јапонија, Кина, Кореја и така натаму. Се надеваме дека од ова конференција сега ќе произлезат квалитетни заклучоци кои ќе може стопанството да ги примени, ќе ги проследи до државните и локалните институции кои се надеваме дека ќе дадат поддршка во реализацијата на сето ова замисленото и можноста да профункционира Балканот туристички без граници. Во рамките на конференцијата, утре во албанскиот град Поградец се очекува да се потпише протокол за соработка помеѓу ресорните министерства на Македонија и Албанија. Денеска земјоделците задоволни од откупните цени на доматот. По катастрофално ниските цени од пред неколку дена, денес велат дека доматот го продаваат по 25 денари на пазарите на големо. Очекуваат деновиве цената да оди нагоре. Се врати надежта кај земјоделците кои пред неколку дена се жалеа на откупната цена на доматите. Од 5 денари денеска на пазарите на големо струмичките земјоделци доматот го продаваа по 25 денари по килограм. Очекуваат цената да расте деновиве. Денеска недела, конечно и во сабота имаше 18 до 20 денари. Денеска недела има повеќе раздвижено на накупци, така да цената се движи од 20 до 25 динара, зависи од класата на доматите. А сепак кај краставицата е забележена ниска цена, 5 до 8 динари, и така да мислиме дека со зголемување на температурите и подобрување на временските услови, дека ќе почне да зголемува и потрошувачката на домати и на краставици. Значи, има резултат, добро е сега, се надеваме дека ќе биде уште подобро. Митев вели дека временските услови не влијаеле негативно на родот. Напротив, доматите и краставиците воопшто и не заболеле, а производството, вели, е еколошки чисто. Па да ви кажем дека добрејци од 500 домакинства останаа уште 30 домакинства што произведуваат домати. Сакак и преги да ви го кажем тоа. Значи, младите луѓе избегнаваат да останат на село. Квалитето со надчовечки напора ние успејаваме да произведуваме вај година и краставици. Краставицата е нешто феномен, вај година се уште пламеначе не е фатило. Значи и покрај временските и климатски проблеми и промени, сепак производство има квалитетно и мислам дека ќе оде непречено на европските пазари. 2 пати има испрскано и доматите и краставиците. И тоа е равно на и тие препарати ќе купуваме се на зелената листа на Европа, така да значи де факто има еколошко производство. Може да не посетите и да видите. Земјоделците очекуваат и почитување на откупните неделни цени од страна на трговците. Истовремено прогнозираат дека освен доматот треба да порасне и откупната цена на краставиците. Гостопримливоста на валандовските домакинки е надалеку позната, а вкусот на нивните традиционални валандовски јадења и специјалитети, но и домашно приготвеното сладко, и денес ќе ги вкусите доколку бидете нивни гости. Со домашно сладко и вода, и денес валандовските домакинки ги пречекуваат гостите во своите домови. Постарите велат дека ваквата традиција ја практикуваат од мали нозе, гледајќи ги нивните мајки. Како што вели Станка Ѓоргиева, валандовска домакинка, валандовските домакинства се препознатливи по гостопримството. Редовите во нашите општини
и во семејствата се кога ќе дојдат гости да се послужат со сладко и за добро дојде. Покрај тоа што служиме сладко, дали со вода, дали со сок, што им и што, меѓутоа нашите домаќинства се познати и по гостопримливост. Имат разни специјалитети што ги употребаваме по нашиот крај. Освен различните видови на домашно сладко, Георгиева вели дека за гостите секогаш подготвува традиционални македонски јадења и валандовски специјалитети, а рецептите ги научила од својата мајка. Има многу и стари јадења, меѓу кои се еве пароја за појадок. Често пати ја правиме со ченкарно брашно и таа е многу здрава. Од домашните производи потребуваме со урда, со сиренце, што има тоа во куќата. Меѓутоа има и други стари јадења. Правиме сарми од блостер, сарми од лозја листа, сарми од зелка. Значи има специјалитети. На наш начин ги правиме. Таа вели дека традиционалните валандовски рецепти се пренесуваат од мајки на ќерки, но и од баби на внуки, и смета дека валандовските домаќинки треба да ја продолжат и негуваат традицијата на подготвување на традиционални јадења. Советот за развој на југоисточниот плански регион на последната седница донеле одлука за прскање против ларви од комарци врз територијата на 10 општини кои спаѓаат во овој регион. Ефектите од прскањето ќе бидат големи, бидејќи со превентивното теренско прскање ќе се уништат потенцијалните жаришта за развивање ларви од комарци. Авиопрскање против ларви од комарци на територијата на југоисточниот плански регион во најбрз можен рок во зависност од временските услови е одлуката донесена на последната седница на Советот за развој на југоисточниот плански регион која се одржа во Гевгелија. Оваа година авиотретирањето за заштита од комарци ќе се спроведе за прв пат врз територијата на 10 општини кои спаѓаат во овој регион. Значи, покрај другите точки на денешната седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, донесена одлука за спроведување на постапката за избирање на изведувач на аеротретирање на комарци, односно прскање против комарци популарно, како што го правевме и минатите години, заедно на територијата на целиот Југоисточен плански регион, за да може да постигнеме подобар ефект. Значи, да не се грижат граѓаните, во тек веќе отпочнува постапката за да може навремено да се третираат комарците во регионот. Пазите, зависи од изведувачот согласно временските прилики, затоа што ако дува ветер не е можно да се спроведе третирањето. Тоа ќе зависи од изведувачот, но ќе гледаме во најкус период за да нема мигрирање на комарците од еден во друг регион, да може да го завршат во најкраток временски период третирањето. Покрај најавеното авионско прскање врз општините од југоисточниот плански регион и оваа година општина Гевгелија согласно одредбите од Законот за заштита на населението од заразни болести ги спроведе задолжителните законски мерки за ларвицидна и терицидна дезинсекција, како и дератизација на јавните површини и канализационната мрежа на територијата на градот и населените места, а тоа се местноста Милци, која се наоѓа пред граничниот премин Богородица, крај брежјето на реката Вардар спроти Македонија пат и делови во близина на Негорски бањи и селата Негорци и Мрзенци. Општинските служби ги известуваат граѓаните пред прскањето на следната акција задолжително да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелните семејства. Ефектите од прскањето се големи, бидејќи со превентивното теренско прскање ќе се уништат потенцијалните жаришта за развивање на ларви од комарци. Нередовната физичка активност, како и неправилната исхрана се фактори кои придонесуваат за зголемена телесна тежина и појава на дебелина кај децата, а недоволната физичка активност е тесно поврзана со хронични болести, како што се дијабетисот, хипертензијата или предвремениот пубертет. Дебелината во Македонија полека добива големи размери, од кои за жал поголем процент од лицата кои имаат проблем со дебелината се деца. Педиатрите велат дека најдобар начин да се спречи дебелењето или неисхранетоста кај децата е родителите уште од најрана возраст да почнат да создаваат здрави животни навики.
Тие велат дека појавата на дијабетес, предвремен пубертет или хипертензија, токму за нив причината може да биде дебелината. Често, за жал, во последно време имаме голема дискрепанција во растот развојот, односно во ухранетоста на децата. Имаме деца кои што се неухранети, кои што не се обрнало внимание, што се хранени со млеко, кравјо или со нутритивно несоодветни исхрана. Имаме деца кои што не се дебели. Обезноста во Македонија е во пораст и нормално дијабетот ќе биде во пораст. И сите болести кои што ги нарекуваме, кои што спаѓаат во тој така наречен метаболен синдром, што за жал не е така реток кај дечињата. Како последица на тоа може да се јават предвремени пубертети, нели, да дојде до развој на менструалниот циклус кај девојчињата многу рано, кај момчињата исто така, до развој на преддијабетична состојба, значи повишен крв во шеќерот тип 2 дијабет, што не е својствено за детската популација, хипертензија и така натаму. Појава на сколиоза и проблеми со мускулатурата, мускулни болки, главоболки од седачка положба и слично се појавуваат исто така од прекомерна тежина, велат педиатрите. Сето тоа во големината тежина по друга страна влијае на развојот на постојано зглобниот систем. Или претходно рековме дека дечињата има така карактеристика на раст и развој. Еден киселен стол треба да се издолжи и не може да носи толкова тежина при себе, па почнуваат да се скривуваат, да имаат кифози, сколиози, да имаат проблеми во однос на мускулатурата, мускулни болки, потоа главоболки од седечката позиција. Тоа е една болест на современиот живот. Затоа тие советуваат да се обрне големо внимание на физичката активност, правилната исхрана во детската возраст, за да се спречат сите можни болести кои може да се појават токму од зголемена телесна тежина. Во продолжение да го проследиме прегледот на спортските вести кои ги подготви колегата Јанко Киров. Македонската млада репрезентација со висок пораз од 5:0 против Шпанија дебитираше на Европското првенство во Полска. Македонија покажа желба да се надигрува со црвената фурија, но тоа на крајот резултираше со 5 гола во мрежата на нашиот голман Игор Ангеловски. Звездата на Реал Мадрид Асенсио беше расположен за голови и даде 3 погодоци. Еднаш погоди во првиот каде даде еврогол, а потоа 2 пати беше прецизен и во второто полувреме. Прекрасен погодок даде и Саул кој го отвори резултатот во 10-та минута. Играчот на Атлетико Мадрид со ножички ја затресе мрежата на Македонија. Во листата на стрелци се запиша и Делафу кој беше прецизен од пенал пред крајот на првиот дел. И покрај тоа што резултатот беше 5:0, македонските фудбалери не разочараа. Покажаа дека знаат да играат фудбал, честно напаѓа, но немаа среќа да дадат барем почесен погодок. Најдобрата шанса за историски погодок ја имаше капитенот Давид Бабунски, кој со волеј удар ја погоди пречката во вториот дел. Репрезентацијата на Македонија во одбојка се избори за уште една победа од максимални 3:0 во сетови во Европската лига, овој пат на дуелот против Албанија. Очекуваниот триумф беше потврден со добра игра во текот на трите сета, така што во ниту еден момент немаше проблем за да се дојде до нова победа, со што Македонија убедливо на врвот. Првиот сет заврши со 25:21, а потоа во вториот сет стана јасно дека Албанија нема шанси откако Македонија доминираше со 25:16. Третиот сет остана на дополнување за зедно што беше претходно сработено. Иако дојде до мало опуштање, сепак во финишот од сетот Македонија успешно ја реши задачата и со 25:22 се избори за 3:0 и лидерската позиција пред денешниот дуел против Шведска. И за крај од овој дневник вестите од светот и регионот. 5 полицајци загинале, а 9 други се повредени во самоубиствен напад на група во провинцијата Пактија во источниот дел на Авганистан. Вооружениот напад се случил по експлозија на автомобил бомба на командата за безбедност во главниот град на провинцијата. Талибанците ја презеда одговорноста за овој напад. Портпаролот на полициската команда на провинцијата Пактија изјави дека најпрво се случил самоубиствен напад на автомобил бомба во близина на собата на телохранителите, а веднаш потоа голем број на вооружени лица влегле во собата на полицијата и отвориле оган врз безбедносните сили таму.
Американската морнарица ги запре операциите за пребарување на 7 морнари кои се водеа како исчезнати по судирот меѓу американскиот разорувач и трговскиот брод во водите кај крайбрежјето на Јапонија. Неколку тела биле пронајдени во оплавените комори, но нивниот број се уште не се соопштува. Американскиот разорувач претрпе значителни оштетувања по судирот со бродот кој пловеше под знамето на Филипините. Во шумски пожари во централниот дел на Португалија загинале 57 лица, повеќето во автомобилите кои ги зафатил огнот на патот, соопшти официјални лица. Во областа Пертогао Гранди, 150 км североисточно од Лисабон, 600 пожарникари се обидуваат да ги изгаснат пожарите од вчера, изјави представник на Министерството за внатрешни работи. Според истиот извор, 16 лица загинале во возилата, а тројца од затушување со дим. Државната телевизија јавува дека се повредени 20 лица, а 14 се наоѓаат во тешка здравствена состојба. Португалскиот премиер изјави дека истрагата е во тек, но дека пожарникарите веруваат дека причината за пожарите се високите температури кои деновиве достигнале до 40 степени. На 87 годишна возраст почина Хелмут Кол, архитектот на обединувањето на Германија во 90-та година. Поранешниот германски канцелар одигра и значајна улога во промовирањето на европската интеграција, како и на воведувањето на заедничката европска валута еврото. Со жалење ја прими веста, истакна Меркел. По повод смртта на Кол, телеграми со сочувство до Меркел испратија бројни светски лидери, а телеграми упатија и македонскиот претседател Ѓорги Иванов, премиерот Зоран Заев, како и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Ова беше и последната информација за овој дневник. Во продолжение проследете дел од обраќањето на претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на одбележувањето на 27-миот роден ден на партијата. Од мене пријатно.